Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателката на ниводината организација Центар за заштита на културното наследство Дунка Брџиева-Трајковска. Господјо Брџиева-Трајковска, по смената на власта се најавуваат и промени во идеолошкиот и контроверзен проект Скопје 2014. Што мислите како треба да се решат дилемите околу овој проект? Што треба да се прави? Јас на неколку наврати уште на почетокот кога ги открив одредени небулози во правна смисла на зборот со самиот проект Скопје 2014, констатирав и сметам дека е така според законските одредби, затоа што најголемиот дел од изградените објекти припаѓаат на категоријата споменици и споменобележја, би требало да бидат регулирани според законот кој што е токму за таа намена, Закон за меморијални споменици и споменобележи. Процедурата која што се предвидува во овој закон е да помине токму преку парламентот. Значи процедурата за справување со овој проблем, со овој така наречен проект е повторно тој да се врати во собрание. Дали ќе се формира собраниска комисија од експерти, дали тоа ќе бидат мешани комисии, меѓутоа различни аспекти од овој проект мора да поминат собраниската процедура и таму да се донесе одлука што понатамо. Значи тоа што го прескок на поранешната власт, сега ние би требало да го надокнадиме, барем процедурално и да биде тоа се во рамките на закон. Неодамна бевме сведоци на новопрогласени објекти за културно наследство. Меѓу нив спаѓаат и зградата на археолошкиот музеј, портата Македонија, музеот на ВМРО и уште неколку постари објекти, меѓу кои музеот на Македонија и музеот на современа уметност. Што мислите, има ли потреба да се интервенира во овој сегмент на новопрогласување на споменици на културно наследство? Знаете, во Законот за заштита постоечкиот постои една одредба за прогласување на културно наследство од ваков тип екс леге. Значи, дури не би требало за нив ни посебна одлука да се носи, затоа што станува збор за музејски комплекси во кои што како објекти, како згради кои вредноста не ја добиваат сами по себе како градби, меѓутоа затоа што во нив се наоѓаат значајни збирки. Ние имаме такви збирки значајни кои што се чуваат во постарите музеи и тука нема ништо спорно. Значи, кога станува збор за прогласувањето и за карактерот, стекнување на статусот културно наследство. Но спорно е многу во случајов со така наречениот музеј на ВМРО, затоа што во моментот кога тој бил отворен како музеј, се уште го немал ни карактерот на музеј, затоа што требало да има оформена музејска збирка. Процесот на инвентаризација и на вреднување на предметите кои што се таму се уште трае, што значи дека за овој објект, вклучително и за Порта Македонија, која што е прогласена за депанданс некаков на самиот музеј, нема ништо спорно нивниот статус да се брише. Меѓутоа, тоа повторно ќе треба да се направи со една комисија која што ќе изврши ревизија на одлуките, на карактерот на збирките, дали е задоволена процедурата или не, затоа што тој подлежи на законот на музејска дејност, така да лесно може да се утврди и неговиот статус. Но од моето искуство, од оно што јас го знам и оно што сум го проверила за овој музеј, гарантирам дека апсолутно статусот на културно наследство може да се брише, но велам секогаш е добро да се почитува процедурата до крај. Од вашето искуство на терен, ако може да се сумира, кој е во моментов најзагрозен дел од македонското културно наследство? Изминатиот период изгубивме доста автентични вредности кога станува збор за културното наследство. Пред се во оно што значи репрезентативни археолошки места или локалитети, го изгубивме Плаушник дефинитивно во Охрид, дури староградската архитектура, ние се доведовме со Охрид да од страна на комисијата на УНЕСКО ни поставуваат услови кои што треба да ги исполнуваме, затоа што ни беше загрозен, значи статусот на Охрид како светско природно и културно наследство, како интегрирано светско наследство. Потоа во однос на Скопското кале,
каде што се вршеа исто така археолошки истражувања во функција на изградба на нови објекти, таму нови 3 музеи треба да се градат, значи дека е целосно девастиран тој локалитет. Ова се драстични примери кога станува збор за археолошки локалитети, кои што најднаш од локалитети археолошки преминуваат го добиваат статусот на градежни локации. И за мене е навистина небулоза и непознато прашањето на кој начин, како успеале да обезбедат градежна маркица за нешто што како археолошки локалитет апсолутно е недозволиво. Никаде во светот таков пример нема. Значи тоа се двата драстични примери. Има уште многу примери да се редат, например и она што значеше перивлепта, конзервацијата на фреско живописот со пренагласеното ретуширање на она што е оригиналот 13-тиот век, исто така нешто што ни е неповратно изгубено како автентика. А инаку многу други. Значи примерите за нешто што е изгубено трајно се листата на такви објекти е навистина многу голема. И она што фрапира е крајно неетичкиот однос и на заштитарите, на професионалците во наводи кои што работат во институциите, оние кои што треба да се грижат. И самите иматели во случајов и МПЦ исто така требале далеку повеќе да соработуваат со стручните институции, затоа што тие објекти, независно кој е имател, припаѓаат сепак на државата и на сите граѓани. И на сите треба да ни е многу битно да ја сочуваме автентичноста, за да можеме да ја пренесеме на следните генерации. Да не си дозволуваме сега со преголеми интервенции и со преголеми поправки да ја направиме нешто што само личи на старото, меѓутоа ја губиме трајно вредност. Навистина е Македонија богата со повеќе слојно културно наследство, меѓутоа нашиот однос во однос на тие вредности што ги поседуваме е крајно неадекватен. Кои треба да бидат приоритетите на новата власт во обид на заштита на културното наследство? Кога станува збор за заштитата на културното наследство, најнапред мораме да ги направиме измените во законската регулатива, кој што ќе ни обезбеди дури се плашам дека може само се измени, тука е неопходен да се донесе и нов закон целосно, кој што ќе воспостави конзистентен систем на заштита, потоа ќе овозможи исто така поефикасна институционална организација на службите за заштита, особено во делот кој што значи управна постапка во заштитата, она кое што го работеше во изминатите години управата, е негативен пример кој што дефинитивно треба да прекине и да се реорганизира управата, да добие на вистина функции кои што се адекватни на оваа дејност, конзерваторските центри да се опремат со кадар кој што е професионален, затоа што она што многу ни недостасува во однос на тоа какви вредности поседуваме кога станува збор за она што е бистер на византиската уметност, а тоа е фреско живописот во нашите византиски цркви. Кадарот и пристапот на конзерваторите е целосно неадекватен, не е само тоа, туку да го немаме и како број. Немаме едуцирани конзерватори и најголемиот проблем кој што треба да го решаваме во идните веќе во следните години, во следниот период е како да се обезбеди професионален кадар, дали тоа ќе го направиме преку обука со ангажирање на експерти во оваа област од соседните држави кои што имаат исти вид или сличен вид на културно наследство кои што припаѓаат сепак на оваа културна сфера од соседна Република Србија, Бугарија, значи сите можни капацитети во оваа област треба да се искористат за да можеме ние да обезбедиме, да почнеме да обучуваме кадар за да може да ги санира последиците од она што е направено. Што мислите? Го говорам како приоритет, инаку има навистина многу да се менува. По примо предавањето на власта во медиумите се појави одредени информации дека и слики од музеите во Македонија, дека состојбата е малтене хаотична, дека се нашето културно наследство кое што го имаат музеите се чува на многу лош начин и во тотална негрижа. Што сметате дека треба да се направи тука за да се покрене барем за едно ниво погоре грижата за таквиот вид на културно наследство? Кога станува збор за институциите, особено за музејските институции,
во изминатите години битна карактеристика на претходната власт беше фаворизирање на музеите кои што беа изградени во минатиот период, додека тие беа на власт, за разлика од некои постари институции. Една од најстарите, впрочем, е Националната институција Музеј на Македонија, таа беше целосно запоставена. За волја на вистината, тоа таквата состојба не беше само до последните 10 години, туку претходно, некаде дури од периодот од 91 па наваму во изминатите 20 години, но драстично беше запоставена токму за време на претходната власт, кога и од матична институција, која што имаше 3 збирки, тоа беа 3 музеи во минатото, тоа беше археолошки, историски и етнолошки, па потоа споени како Музеј на Македонија, се извлече археолошката, па таа археолошката збирка ја поставија во археолошкиот музеј, со самото тоа се наруши самиот карактер на матичноста, че беше матична институција во однос на другите музеи на Македонија. Оно што е најдрастично таму, а оно што е и највредно, тоа е состојбата со иконите кои што беа представени во галеријата на икони. Најмалку внимание се обрнуваше токму на оно што е највредно. Значи има освен за поставката на етнолошката, која што исто така за среќа е се уште во релативно добра состојба во Музејот на Македонија, состојбата со иконите и начинот на кој што се чуваше тоа богатство е навистина крајно недостоинствено, недостојно. Не можам да употребам друг термин. Кога ќе видите дека во Музеот на Македонија колку само се плаќа месечно за одржување на восочни фигури, за разлика од она што е навистина вредност, која е восочна фигура, значи таа сама по себе не е музејски експонат, тоа е пропратен еден елемент на некаква збирка. И таму не може да се трошат токави суми на пари, и тој музеј е направен според пропозициите на вистина на тоа како треба да изгледа еден музеј и што внатре има, што се презентира, што се чува и адекватни услови. За разлика од тоа, Музејот на Македонија апсолутно не доби адекватен третман, ниту пак средства доволно за одржување и за презентирање. Одамна не е одржана ниту не е отворена изложба, малку позначена, нели, која што би говорела и за континуитетот на она што во минатото се случуваше во тој музеј. Навистина имавме изворедни изложби, освен она што значи постојана музејска колекција, музејска збирка, и имаше и тековни музејски изложби, тоа го нема повеќе. Ви благодарам за разговорот. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.